Добро утро и од мене, како што најави колегата Чумовски. Јас сум Кристина Атовска, мојот соговорник денеска е екс-градоначалникот и екс-пратеник. А господин Андреј Жарновски, добро утро, добре дојдовте во новото студио. Благодарам за поканата, поздрав до гледачите. Прв пат оваа сезона во нашето Да. студио. Ние сме на 25 минути од прилика до почетокот на таа фамозна седница на која што треба да се решава иднината на државата на оваа можеби помалку и непотребна политичка криза. Неколку сценарија во игра, деноноќно слушаме како пратеници се предомислуваат, одмислуваат, поднесуваат, се запишуваат, отпишуваат. Ето така, и што очекувате прво да се случи на самиот старт, мора да ве прашам, бидејќи одредени коалициони партнери се прилично сигурни дека има договор за ново владино мнозинство, а други се прилично сигурни дека ќе падне владата. Па јас би ги развил тие две сценарија, не можам да шпекулирам и не сакам да навлезам во тоа што ќе се случува сега. Дали има 61 пратеник на таа фамозна листа која што од ден на ден се менува, не од ден на ден, од минута во минута. Тоа е една постапка, втора постапка е доколку сепак се случи тоа формирање на нова влада за кој што веднаш од самиот почеток сакам да изразам јасен оптимизам дека ќе формираат демократските сили, прогресивните сили, оние кои што работат секојдневно на евроатлантската интеграција, кои што работат на секојдневно на добрите меѓуетнички односи во нашата земја, со еден збор влада предводена од СДСМ. Овој оптимизам останува и кога ги гледате коалиционите партнери како се играат практично со подписите? Не можам да кажам. Затоа што одредени коалициони партнери кои што сите велевме на почетокот нема шанси да се спојат како помали политички партнери во една групација, сега гледаме дека ги премостуваат тие разлики меѓу себе со една единствена цел да ја урнат владата. Она што го гледам и добро кажувате со една единствена цел да ја урнат владата. Значи ние видовме 61 подпис. Не знам дали се со лажење или без мамење собрани, не е битно во овој момент кога зборуваме. Битно е што и самите кажуваат дека се собрани да ја срушат владата. Но кога ги прашате сите дали имате 61 за нова влада, тогаш сите се повлекуваат. Ако вас во политиката агендата ви е да срушите нешто, само да срушите, биќе многу полесно да се сруши отколку да се направи. А воедно на своите гласачи и на граѓаните не кажувате дека имате и ново мнозинство, кое што мнозинство е формирано во состојба на таа и таа платформа и така натаму. Туку се собрани луѓе кои што се целосно спротивни во своите агенди. Имате албански партии, имате партии кои што па бараат повлекување на признавање на Косово, поништување на Охридскиот договор и така натаму. Излез од НАТО. Излез од НАТО, против Европската унија, против договорите, не само Охридскиот, туку Преспанскиот договор. Гледате дека е собрана една група која што има интерес да сруши владата. Во ред, опозиција е интерес да сруши владата. Но нема 61 и тоа самите го признаваат да формираат едно мнозинство кое што ќе донесе просперитет во нашата држава. Тоа кажа за природата на оваа коалиција или како да ја наречам. Ако ме прашувате од каде е оптимизмот и дали тој се базира на односи искрени помеѓу коалицијските партии, тоа ќе си дозволам и да отидам чекор понатаму и можам да кажам дека многу е веројатно тоа ново мнозинство што ќе го создаде, оформи СДСМ, ќе претрпи измени. Од другата страна, во целата оваа неизвестност, еве вчера и председателот на државата се пошегува дека ниту една разузнавачка служба не знае што ќе се случи во целата оваа трка и обид да се заурне владата, ниту една од тие политички партии сплотени во тој блок не кажа до сега јавно што понатаму, што е планот откако ќе се сруши владата. Тоа е тоа што го кажувам, за мене тоа е еден суициден политички потек на опозицијата во еден моментум кој што го поседува, тие победија на локалните избори, јас и ова дали е суициден за државата е главното прашање. Важно е суициден за државата. Затоа што попадне владата и не може да се состави нова нив. Зошто реков суициден за нив? Затоа што не мислам дека нив име до државата, да беше до државата ќе направеа поинаку. Прво гледате го самиот почеток. Значи доколку Заев прво го повикуваат како председател на влада да поднесе оставка, па потоа што ви кажува колку имат и дали имат 61 и која е намерата. Не мислам дека размислуваат за еднината на државата, размислуваат како да дојдат на власт. Велам, прилично сум изненаден, не очекував до толку да се изгуби моментумот кој што го имаат тие победија на локалните избори. Тука нема дилема, меѓутоа ова може многу лесно да се прокоцка затоа што граѓанинот многу
внимателно наблюдував деновиве што се случува, како се случува, кој се обидува да создаде парламентарно мнозинство и на крајот на кришта, како што и самите кажавте, врз основа на која агенда. Како и наназад тоа што го гледам, ни сега има некоја агенда, не видовме основни постулати врз основа на што тие луѓе се собрале. Тоа е легитимно да се соберат, легитимно да се слуши влада, легитимно да се формира мнозинство. Но да немате агенда и да јавно и официјално кажете дека ние се собравме само да ја слушаме владата и не знаеме што понатаму, тоа е веќе нешто што јас мислам, сум прилично сигурен дека ќе биде санкционирано од гласачите. Уште една интересна работа во целата оваа збрка е тоа што никој не сака да оди на нови избори. Сите, дури и оние кои одат да ја срушат владата, актуелната владеачка гарнитура, велат дека не се согласуваат или не сметаат дека треба да има нови избори. На обичниот граѓанин вакво преговарање, договарање и пазарење без избори, што впрочем сите се согласни дека би дошла лоша во овој момент со оглед на тоа дека лани е добиен мандатот на оваа владеачка гарнитура, зошто изгледа како да е обите се заобиколи демократијата. Прашањето е на место, но различни се мотивите зошто едните кажуваат дека се против избори, зошто другите. Оваа страна, нашата страна, страната која што има актуелната влада, кажува дека правове локални избори. Значи, локални избори, се гласа за локални избори, во голема мера нашето праќате и сигнал до владеачката гарнитура на локални избори, што вие мислите за тој мандат. И нашата демократија и нашите граѓани созреват во тој процес и многу добро знаат што се претседателски избори, локални избори, парламентарни избори. Не мислам дека ако имавме, да видам подиректно, парламентарни избори, дека ќе имавме истиот резултат. Го сваќам жолтиот картон. И тука имаме многу што да коригираме како партија, како влада. Апсолутно. Меѓутоа, мотивот од другата страна е недостаток, како што кажав, на еден концепт. Пак, многу ќе биде лошо да се изгуби моментот, ако од така наречените експерти за надворешна политика на ВМРО ДПМ слушавме континуирано како холандскиот премиер е против, како францускиот председател е против. Сега гледавме вчера по посетата на Руте и поставоите кои што беа пренеси во медиумите од председателот на Франција Макрон, експлицитно, тој уште од Брдо создадена таа агенда, експлицитно се наведува да се направи сериозен притисок врз земјите членки и врз оние кои што сакат билатералните прашања да ги подигнат на ниво на Европска унија. Доаѓа ли тоа веќе од како Заев ја најави оставката, па може би видува дека во случај да се оствари таа оставка може и ќе немаат адекватен партнер за диалог од другата страна. Ние неколку пати и кога бев заменик министер за надворешни работи и сега, веројатно сега уште послободно укажувам дека Брисел мора да биде свесен дека ако ние двајца не сме во оваа просторија како гостин и водител, некои други двајца ќе дојдат. Така што ако овој простор на балкон некој во Брисел смета дека е сепак некој предворија на Европската унија и дека не е битно кој ќе го оствари влијанието, макар и од себични причини треба да размислуваат подлабоко. Резултатот на локалните избори покажа дека ако вие не давате поддршка како Брисел или како земји членки на Европската унија на проевропските сили, на реформаторите, тогаш ќе дојдат другите кои што се антиевропска унија, кои што сакат режим, кои што сакат контрола на медиуми, контрола на судскиот систем и така натаму. И тука доаѓа и само да завршам, бејќи убаво ме прашавте, и тука доаѓа ставката на председател Заев да дојде има средба со амбасадор на Европската унија и баш за тоа зборувавме колку веќе таа оставка ги подигна ова прашање уште повисоко и од тој аспект на вистина се надам дека ќе помогне се тоа да се свати дека не е само нашата земја во прашање, тоа е сигнал за сите останати во регионот. Ако нема награда или не мора да е награда, туку афирмација на констатирање на реформите, тогаш ќе дојдат антиевропските сили. Извор на моменталнава политичка криза се резултатите од локалните избори. Ајде малку повеќе од тоа. Вие бевте градоначелник, ја добивте довербата на граѓаните во време во кое што мнозинството го имаше ВМРО ДПМН. Некако пребрзо се случи пресврт, ако претходно ВМРО имаше многу малку општини на се овие последниве избори, очигледно беа наградени од страна на граѓаните или да кажеме СДСМ беше казнета од страна на граѓаните. И вие во партијата и председателот и лидер на партијата Заев изјави дека ја научивме пораката, ја свативме пораката. На што се должи конкретно
и загубата, волкава загуба на овие локални избори. Значи да бидеме попрецизни, не беше награден ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ континуирано паѓа со гласовите, беше казната не стратешката политика. Стратешките политики на СДСМ добија верификација на парламентарните избори. Договорот, НАТО, па и промената на името, кој што никој не сакаше случи, меѓутоа се случи да еден компромис за да обезбедиме подобра иднина, посигурна иднина, постабилна иднина на нашата држава, и ако сакате од економски аспект. Многу грешки кои што се од однесување на функционери, грешки во однос на како се применува ветувањето од страна на локалните градоначалници така натаму, придонесе да се случи се тоа. Така да јас ови избори гледав како еден разговор помеѓу нас и гласачите во кој што ни го кажа нивниот став. ВМРО да помене јасно ми дека ниту ќе порасне затоа што тие немаат ниту капацитет, немаат од каде да мобилизираат од неопределените и така натаму. Но ова е нешто што ние треба да се погледнеме во огледало. Се согласам со вашето прашање и го разбирам во тој контекст. Ние не само што треба да констатираме ја примивме пораката туку, треба да кажеме кои се тие сегменти кои што треба да ги поправиме, почнувајќи од кадровската политика, за да бидеме искрени и отворени, за да не ги поверуваат гласачите, бидејќи ако ние сега не го направиме, тогаш ќе може да очекуваме уште по-лоши резултати. Затоа што јас сум убеден дека 2-2,5 години се сосема доволни да се коригираме. Впрочем, ова беше една апсолутна власт, што не е добро за демократијата. Председател на држава од ваша партија и коалиција, локално ниво, централно ниво, добро е сега да се сподели одговорноста, добро е да и на крајот на краишта за овие 2,5 години. Јас знам многу добро што да чекам од градоначалниците на ВМРО, да сум го искусил тоа кога беа на власт, кажавте вие, знам како функционираат, знам што прават со притисоци, знам моето семејство како трпеше ќе одгледаме тоа пак. Во првата недела од доаѓањето видовме непочитување на уставното име, видовме инстант работа, бркање од работа. Ова нели ви кажува дека е малку поголема огорченоста кон СДСМ, штом граѓаните се одлучија. Кажува за една огорченост, но кажува дека знаеме дека ако се казни едниот по дефолт доаѓа другиот, тоа е јасно. Ние континуирано кажувавме дека ова не е нов ВМРО ДПМНЕ, дека се тоа истите луѓе, што е уште поважно истата матрица. Нема промена од тој режим на Груевски и така. И тој го гледаме во првите денови на владењето, во бркањето на неистомисленици, се они што се послушни ќе просперираат така натаму. За 2,5 години ќе си изнегледаме и афери, вработување по партиска линија, нешто што е сосема спротивно од тоа што кажува дека се промените. И не е ова ново ВМРО да помене, па јас поинаку да настапам на оваа емисија да кажам да, тоа се некои нови момци со нова политика. Го гледаме тоа и впрочем во создавањето нова мнозинство да се урне влада, а немање мнозинство да се создаде нова влада. Но, пак ќе кажам, едно е што мислиме ние, јас, вие, друго е што мислат граѓаните, наше е да ја коригираме грешката, а да продолжиме по добрите патики кои што се несомнени. Зошто градоначалниците на СДСМ направија толку многу грешки? Пред се во скопските општини, каде што се може би најмногу Затоа што не ги исполнија ветувањата, нема што да никого немам намера да заштитувам, знам како е се биде градоначалник, знам колку е битен контактот, знам од искуство дека ако и не можете да го решите проблемот, бидејќи не можете сите проблеми да ги решите, на крајот на краишта имате две спротивставени страни, да кажем, за некој имање и така натаму, некој плац, битно е да го сослушате. Битно е да знае граѓанин дека е сослужен, дека некој таму во таа општина размислува за тој проблем, но ако игнорирате, ако не сакате, ве избрали и веќе немате контакт и сте се концентрирали на својата фотелја, ќе го доживеете ова што го доживеат. Многу интересно што ние немавме бран таков како што некој го прикажува, бидејќи имате две соседни општини каде што еден победи во првиот круг, другиот изгуби во првиот круг. Што значи дека пак велам доаѓаме до она што се обидов да го објаснам на почетокот, многу е битно што кај нас веќе на големо се гледа кој е кандидат, особено оваа страна која што ние застапуваме. Не е веќе времето како што беше порано било кој да кандидирате, јас ќе гласам за партијата. Не, ако мене не ми се допадне кандидатот, џабе тука партијата. Што кажува тоа тогаш за Карпошани? Што кажа за Карпошани, ја видовме песната на мојот колега. Бидејќи избра градоначалник кој за кој во моментов се одвива случај во обвинителство. Да, сите ние треба да извлечеме поука. Ние сме помеѓу другото казнети или тоа што не ги санкциониравме тие случаи. Но многу ми е криво што нормално падна во сенка тоа што кажа председателот Заев поради своите оставки. Но нешто ќе дискутираме, убеден сум, после формирањето на новото мнозинство и така натаму, треба да се отвори сериозна дебата за тоа што кажа премиер на земја, членка на НАТО.
кои се, од каде се тие црни валкани пари што влегоа во нашата земја за оваа кампања, кои се градежните фирми, бидејќи Кои се, ги знаете, ги знаете. Не можам да лицитирам, а и да ги знам, не е коректно да ги кажам пред тој што ги соопшти таа вест, тоа е премиерот. Но 200 милиони евра, колку што се наведува во медиумите, дека се донесени црни пари од надвор, за да се промени не сликата на градоначалниците, туку сликата на централна власт, е нешто што мора да се разговара, мора да има и судски процеси, а нешто што пак, како што рековме, Брисел како толку пари туку така се пренесуваат преку граница, нели тоа не треба? Не се пренесуваат преку граница, се пренесуваат преку градежни фирми, преку сметки и така натаму. Но тоа е сега од главните теми во Брисел. Немаме ни институции, истражни органи, финансиска полиција која треба да работи на овие случаи. Нема доволно. Предпоставам тоа се многу големи пари, тоа се сомнителни трансакции. Процесите се започнати. Не може да не запала товар. Апсолутно сте право. Процесите се започнати, има траги, треба време, меѓутоа свесноста на Брисел, конечно, дека, како што кажав, ако не е тука ЕУ, ќе дојде некој друг, се знае на кои сили мислам, тие црни пари ќе бидат и се во моментов кога дојка зборуваме. Главната тема околу тоа дали ќе имаме и какво ново мнозинство. Очекувате овој меѓународен притисок со оставката на Заев да вроди со плод до декември, бидејќи ве сега тоа е брзањето. Декември дали ќе ги отвориме преговорите, се очекува кризата и во Бугарија да се реши. Што се случува? Значи, оние сили што го напаѓаат во Бугарија нашиот договор меѓусоседски, го кажуваат истото што го кажуваше Неа Демократија по победата. И едните и другите не сакаат да дое ВМРО да помена власт, затоа што знаат дека тоа ќе биде загрозување на односите, на договорите кои што и нив им требат. Не е тоа затоа што тие водат сметка за нас, туку зашто и они имаат полза. Да, но кога е бугарската страна во прашање се наметнува прашањето дали може би нив им одговара Социјалдемократскиот сојуз да остане овде на власт, затоа што полесно се договара со него. Има сили во смисла на попуштање на нивните барања. Има сили и таму кои што се за Европска унија, има и сили кои што гледат поинаку. На крајот дека ќе бидам уште потворен. Не велам дека цело ВМРО да е да дојде некоја друга струја од исток. Не велам дека сите во СДСМ се за Европска унија и за НАТО, но велам мнозинството во едната партија убедливо во СДСМ и мнозинството во другата партија. Пак ќе кажам, кога ќе се подотвори темата, кој прими пари, на што се беше спремен со тие пари, како да дојде на власт и како да формира мнозинство, не се тоа само македонските партии, не добија пари македонската партија главна и албанските партии. Тогаш ќе може многу полесно на некоја друга емисија со некои други гости или ние двајца да разговараме за тоа што се случуваше всушност на овие локални избори кои што беа најмалку локални избори. Да, ова е го наметнува и прашањето за ефикасноста на нашите органи на прогонот. Зошто да не? И на финансиски истражни органи. Нека тоа биде предизвик. Само го кажувам бидејќи ние се сеќаваме кога побегна Груевски, дека имаше 2 месеци период пред неговото бегство во кој што дознавме дека он си ги изнесувал парите од земјава. Не мислам дека зборуваме за Груевски, но сум спремен денес да кажам нешто што го немам кажано, а тоа е дека бев заменик министер за надворешни работи во посета на Страсбург, не на Брисел. Ми беше кажано дека можеби најдобра вест во тој момент беше бегството на Груевски. Јас лично, ако некој е заинтересиран од политичарите поради личните односи и неговите мотиви, едва чекам да го видам тука да дојде и верам ќе се врати на ден, не ќе се врати, ќе го вратат. На власт или во затвор? Во затвор, се разбира. Ми беше кажано за едно сценарио кој што било подготвувано со една друга земја од Европската унија, за тоа што ќе прават доколку биде спроведен Груевски во затвор. Сериозно сценарио, со посети, со организирање на разни настани, но нека остане тоа за сега. Тука па во некоја друга прилика ќе го отвориме. Не интересира што ќе прават и која држава, Унгарија? Не можам да кажам, не можам да кажам која земја, затоа што не сакам да ги нарушам односите, меѓутоа сериозно сценарио беше направено доколку Груевски биде во затвор. И тоа беше од страв. Некако тоа беше за да се остварат влијанието на оние што ги пуштија тие, ако се 200 помоци или повеќе милиони евра за време на локалните избори. Некако на сите му одговараше Груевски да не е во земја. Сакам, не беше он пуштен поради тоа. Зборам за овие луѓе кои што навиваат за нашата евроатлантска интеграција. Пак велам, мора да помине оваа гужва за да се свати дека ние во нашата држава имавме локални избори кои што беа најмалку околу општините. Токму тоа е проблемот.
Токму тој е причинителот на Еден политичкава отворен- нестабилност во која што се наоѓаме Да. денеска. Не е Вашите логично ќе прашања се се на место. согласите после локални избори премиер да дава оставка ако истиот тој пред само една година го добил мандатот. Мислам дека пораката беше Или пак да се поистоветува со еден градоначалник, со градоначалникот на Скопје и да дава изјави од типот на ако изгуби Скопје И ќе дадам ако оставка. ме прашуваат отворено, не мислам дека треба да се даде таква изјава, не мислам дека треба да се замине заев, тоа е мојот официјален став. Отворен го мислам тоа, меѓутоа зборавме во дел од емисијата многу конкретно дека една од поентите на таа оставка беше да се прати порака за тоа дека или сите заедно, не само нашата страна, ќе сватиме што се случува овде или не. Процесот на интеграција на земјите од Западен Балкан, бидејќи имаме два процеса, или интеграција или изолација, нема друго. Мора да оди паралелно со поддршка од Брисел. Ако едната страна затај, Брисел или во овој случај Скопје, Белград, како сакате, Сарајево, Црна Гора и така натаму, тогаш тој нема да функционира. Во овој случај повеќе имаше желба од наша страна, помалку од Брисел поради нивни прашања внатрешни ги разбирам, но не мислам, туку сигурен сум дека сега прашањето на деблокирање на закочениот процес со Бугарија е подигнат на највисоко ниво. Јас сум еден умерен оптимист врз основа и контактите што ги имам дека во декември, доколку овде продолжи реформската влада, таму бидат завршат изборите во најдобар ред, дека можеме да соопштиме добра вест на нашите граѓани, дека конечно ќе започнат преговорите и ќе имаме првата меѓувладина конференција. Да, со години више го чекаме ова, особено по оној инстант влез во НАТО, некако сите во тој момент добија надежда дека истото останато побрзо. Гледајте, како и во животот, така и во политиката, ако не ги искористите моментите кога има позитивна атмосфера во Брисел, тогаш ќе ги промашите тие возови. ВМРО не го промаши првиот бран Хрватска кога влезе, потоа кога се направи простор за Црна Гора и Србија и си останавме ние во друштвото во кое што Добро, да сме. не ја забораваме и Франција со онаа методологија која што и пред Бугарија. Епа имено, зашто Франција тогаш не блокираше. Така? Сега имаше нови моменти. Миграција, беларска криза. Затоа што да не го направеа тоа, тогаш можеби немаше да дојде ниту ова вето од Бугарија. Но затоа гласачите ве бират за вие да бидете практични, да знаете што се случува во Брисел и го искористите. Ако водите политика на големи патриоти, тогаш ќе завршите како што завршите ние со Можда помени со Груевски. Гостувањето и за Зашто? ова прашање од надворешната политика малку е застарена тема, ама граѓаните се сеќаваат, уште повеќе се сеќава меѓународната јавност бидејќи срам за државата, а тоа се дипломатските скандали. Како дозволува нашата држава и нашето МНР такви луѓе и со таква ја наречам храброст да одат со дипломатски пасоши и да вадат криминалци од други држави, дали е тоа поврзано можеби со некоја дипломатска мрежа која можеби го извади и Груевски од државава или која што работи на вадење високи функционери. Не сум во МНР за да можам да ви дадам информации подетални и поконкретни. Бијќи сакам на кога гостувам, кога зборувам да бидам конкретен. Меѓутоа не мора да влегуваме во такви сценарија, но сум за тоа апсолутно да се расчисти оваа афера, затоа што не само што негативни поени носи нашата дипломатија во овие важни моменти, туку генерално на имиџот на државата. Очекувам конкретна акција. Уште повеќе од вас очекувам конкретна акција за да се расчисти ова прашање, но ајде прво да го решиме овој крупен проблем, па потоа да ги решиме и вие работи кои што дефинитивно мора да се решат. На една минута до почетокот на седницата која што треба да реши како понатаму, дали ќе ни се продлабочи кризата, дали одиме на избори или некој веќе со мнозинство ќе продолжи да ја владе државата и кој, дали како што велите вие прогресивните сили или можеби една претходна гарнитура која ја паметиме од пред 5 години. Господин Андреј Жарновски, ви благодарам што прифативте поканата да бидете дел од денешниот Благодарам за поканата, беше задоволство потребно. Секако со анализите веќе од утре за тоа што не очекува, ќе имаме малку појасна слика, се надевам за тоа каде стоиме и кој ќе води државата и што ќе се случува со неа во наредниот период.